Ве поздравам уште еднаш и посакувам Божи благослов. За денес сакав да кажам многу работи, но заклучив дека ќе нема време. И некои од нив ќе останат за нареден пат. Следната сабота, ако даде Господ живот и здрави. Прочитав една многу соблазнителна информација, не за мене, меѓутоа за многу верници сигурно би била. Деновиве, според која целиот адвентистички здравствен систем не можел долго да издржи да биде на бош. И паричката, како што предвидовме зимоска, паричката мораше да падне или на едната или на другата страна. Но, бидејќи ова дури вчера го прочитав, нема да ви кажам за што станува збор, се до следната сабота, кога малку ќе ја проверам информацијата, дали е и колку е точна. Да не биде така избрзано. Еден интересен податок од изминатата седмица е дека Австрија е првата земја на Европска Унија која што веќе почнала да издава така наречени зелени пасоши, и дигитални, и аналогни, во кои што, накратко речено, значи за секој граѓанин, за да може да поминува граници и да патува во други земји, но не само за тоа, туку за да може да користи услуги на угостителски објекти, хотели, да посетува ресторани и така натаму. Граѓанинот треба во својот зелен пасош да има податоци за тоа дали и со која вакцина е вакциниран против COVID-19 или било кој COVID. Дали бил болен од COVID и потоа излечен со одветна потврда за тоа. И како трета опција, сега за сега и таа ја тураат, а лесно може да заклучиме дека во понатамошна фаза таа ќе ја укинат. Значи, третата опција, податок кој што ќе стои или веќе стои во австриските зелени пасоши е, значи, ПЦР тест не постар од 72 часа. Сега зашто ја става таа трета опција? Бидејќи ако веднаш појдат без неа, тогаш ќе се очекува големи протести, се очекува тужби, газење на човекови права, дискриминација и така натаму, а вака ќе ја ставиме и таа. Сите што не сакаат да се вакцинираат, нека си имаат како и досега, нека си обезбедуваат негативни резултати од ПЦР тест. Ке нема бунтување, ке нема протести, ке нема реакции и ке дојде време кога жабата ке се свари, кога зелените пасоши ќе бидат веќе навикнати. Тоа е проект кој што се планира за целата Европска Унија и повторно користам прилика да кажам слава Богу што не сме членки на Европската Унија, како што изгледаат настаните, никогаш нема и да станеме. Дај Боже. Што да правиш? Постои една друга информација, ова е повеќе
како Господ ги исмејува своите непријатели. Замислете, денојуве се случил еден ваков глуп настан. Една организација која што себе се нарекува Светски конгрес за вакцини, со седиште во Вашингтон, значи Соединетите Американски држави, наводно ги испитала сите досега произведени и употребени вакцини против COVID и прогласила дека вакцината на американската компанија Модерна е најдобра во светот од сите што постојат. Значи, организација со седиште во Соединетите Американски држави ја прогласи баш американската вакцина за најдобра од сите. Ова изгледа на она турска поговорка: кадија те тужи, кадија те суди. Сега, не е тоа само по себе смешно и глупово, мислам, тоа е глупово што една американска организација си зела за право да ги испитува сите вакцини и од сите вакцини баш американската, на американската фирма да ја прогласи за најдобра. Но интересно е какви реакции се случија, поточно од еден од последно време најпознатите руски евреи, директорот на здравствениот центар Гамалеја во Русија, по име Александар Гинцбург. Александар Гинцбург е за руската вакцина Спутник В, она што е Алберт Бурла за Pfizer, еден друг евреин. Евреи ваму. Меѓутоа, на Гинцбург, значи на рускиот евреин и вакцинар, не му се допаднала оваа одлука на така наречениот Светски конгрес за вакцини. И сега видите што искоментирал. Може да предпоставите што искоментирал. Ги цитирам неговите зборови. Можам да речам дека е сосем нејасно по кои параметри се оценувало и кои критериуми биле земани во обзир при оваа одлука, со оглед на фактот дека вакцините произведени врз база на информацијска РНК, значи генетското модифицирање на човечките клетки, досега покажа висока смртност. Сега, рускиот вакцинар признава дека западните фирми што произведува вакцини против COVID досега покажа висока смртност. И продолжува и вели, додека за британската, значи за Модерна и за беше муабетот, белики не за ја прогласија за најдобра. А сега ја споменува и британската AstraZeneca, чија што смртност е исто така многу висока, иако малку помала од овие РНК вакцини, како што ги нарече. Но, јас ке додам да подсетиме дека вакцината на AstraZeneca беше привремено повлечена, затоа што голем број луѓе почина од згручување на крвта после незиното примање. Што значи, иако е на второ место по смртност во однос на Модерна и Pfizer, кои што водат по смртност нивните вакцини. Ова се познати работи, нели? Меѓутоа, сега работата е што ова го кажува
рускиот евреин Александар Гинцбург, значи шефот и директорот на руската фирма за Спутник В. Значи не сега некој поранешен подпредседател на Pfizer Майк Хидон или некои други поранешни како докторот Перон, поранешен службеник на Светската здравствена организација, кој што во декември не предупреди на овие зла што ќе се случуваат и праксата го потврди сите изминати месеци. Туку сега некој што е актуелен, се разбира русинот ке речете. Меѓутоа, важно е што тој го признава фактот дека сите западни вакцини до сега произведоа огромна смртност по нивната употреба. Инаку во Русија се произведени 3 вакцини против COVID-19, од која најпозната е и прва направена е таа Спутник В, која што моментално се користи во 64 држави од светот. На крајот од написот постои една статистика дека на прво место по најголема смртност досега, после вакцинирањето, води Pfizer фирмата, со просечна стапка на смртност на 1.000.000 дози 39,4, потоа следи Модерна со 20,2 и на крај е Спутник В со само 2. Ова истражување е спроведено врз основа на официјалните податоци на 13 здравствени регулатори од 19 април. Што значи дека и од руската вакцина има смртност, меѓутоа таа е многу ниска во однос на овие други. Да. Како што рече Жак Атели пред 40 години, за да се елиминира вишокот на население, според четвртиот рајх или новиот светски поредок, глобализмот, потребно е да се произведе вакцина, така рече тој, го цитиравме пред 2 саботи, прво болест, па потоа вакцина, се разбира, и со тоа ќе се елиминираат најстарите, кои што се и најранливи здравствено. Втора категорија беа имунолошки слабите, значи стари, слаби. Се сеќавате трета категорија кои беа? Тој се четврта категорија. Трета категорија беа, се сеќавате? Дебелите. Имаш слаби, имаш дебели. И четврта категорија, најбројната категорија од сите нив, што Жак Атели ја нарече глупавите. Кои се глупавите? Според него, оние кои што веруваат на системот и кои што самите ќе бараат да се лечат од болеста што системот им ја произведува и ја пушта во промет. На таа тема ќе продолжиме следната сабота, бидејќи сега мора да зборувам нешто што е исто така календарски во контекст и на беседата од минатата сабота. Би сакал да ја поставам едно библиско прашање, вака малку да ви се загрее умот, за да не падне скоро во сонлива фаза. Минатата сабота, кога зборував за големата сабота, бидејќи таа беше големата сабота, единствено што не кажав е каде апостол Јован во своето Евангелие
ја споменува големата сабота. Се сеќавате ли каде? Каде се споменува големата сабота во... Само Јован ја споменува. Значи, треба да бараме во неговото Евангелие. Може да користите секакви помагала, зашто побрзо наоѓање на одговорот. Каде се споменува големата сабота? Најдовте? Точно. Како гласи твојот превод, Перса? Тридесет и први, 19 глава, 31 стих. Како вели Константинов? Таа сабота беше голем ден. Добро, оригиналот вели таа сабота беше голема. Сега, Перса, ти го најде стихот без телефон, или? Како го најде? Без телефон. Значи, Перса ги победи софтверите. Ти беше близко, а? Ти или твојот софтвер беше? Ти беше близко. Така да се разбира, да. Благодарам. Благодарам. Точен одговор. Сега, дали знаете како се вика саботата, првата сабота после големата сабота? Сега, бидејќи некои преводи тоа го имаат, не го преведуваат добро. Отворете во Евангелие според Лука, 6 глава, и ме интересира како гласи првиот стих. Евангелие според Лука, 6 глава. Кој превод е тоа? Константинов. Втората главна сабота. А која е првата главна сабота? Да, големата сабота. Какви се други преводи имате на располагање? Перса, твојот превод како гласи? Ме интересира. 6. Дали се споменува нешто посебно за таа сабота? Не. 6.1, да. 6.1. Имаме некои други преводи? Да, тој е најблиску. Во изворниот текст, доктор Лука употребил израз во второпрвата сабота, буквално преведено. Второпрвата сабота. Втората сабота после првата, како што е англискиот превод, е најблиску. Некои преводи велат саботата од после вториот ден Пасха. Но тоа покажува дека преведувачот не разбрал. Не го разбира изразот што значи второпрвата сабота. Се мисли веднаш, значи, тоа е втората после првата сабота, а првата сабота ја сметаат големата сабота. Така било кај евреите. Значи, денес сме второпрвата сабота. Ова е чисто како занимливост. Но, пошто е значајна оваа сабота за самите апостоли. Оваа сабота представува
седмиот ден поред, така испаѓа, од кој настан? Од Христовото воскресение. Много логично. Христовото воскресение е првиот ден, како што ги прашал Нихат евангелистите во Скопје. Знаете ли зашто Исус воскреснал во недела? Зошто баш тогаш воскреснал? И првиот одговорот што тој им го дал е затоа што тоа бил првиот работен ден од седмицата. Зошто Христос не воскреснал во големата сабота? Веднаш после смртта, значи следниот ден, поточно следната ноќ. Зошто веднаш не воскреснал? Зошто чекал цели 24 часа подоцна? Да. Кога Господ го создаде светот, тој избрал, значи не бил принуден од нешто, така сакал и избрал да го создава светот за 6 дена и да почине во седмиот. Значи, кога го завршил своето дело на создавање, Господ починал во седмиот ден. Седмиот ден. Бројот 7. Оттаму значи полнина, комплетност, завршеност. Кога го завршил своето дело на откупување на човекот, кога го завршил, значи, кога последен пат создавал Господ, на почетокот, во кој ден? Во 6-тиот ден. Кога Господ го завршил своето дело на откупување на човекот, во 6-тиот ден, да, петокот, како што го викаме ние. Во истиот ден. И потоа во следниот ден, големата сабота, што правил? Почивал во гробот. Се одморал. Бил принуден да се одмора? Господ сакал и со своето дело на откупување да го покаже истиот пример. Поточно да го потврди истото што го направил на почетокот. Кога по 6-дневното создавање починал, односно престанал да создава, бидејќи се било создадено, и се одморил, ако така го преведеме, не дека бил уморен, во 7-миот ден. Меѓутоа, ако ги слушаме христијаните повеќе од традиционалното христијанство, тие сакаат да остават, тие тврдат, буквално тврдат, дека саботата повеќе не е. Сугерираат, саботата веќе не е ден за радост, не може да биде милина, затоа што учениците беа тажни, разочарани и очајни кога Христос пострадал на крстот и кога бил мртов и во текот на целиот саботен ден. И затоа ја славиме неделата, бидејќи неделата носи радост од воскресението. Тоа е логиката на мнозинството христијани, повеќе на традиционалното христијанство. Но минатата сабота, колку за подсетување, проучивме и видовме дека учениците
Зошто биле разочарани и психички утепани во текот на заради нивното неверување? Заради нивното неверување. Дали било Божја волја да бидат разочарани, тажни и утепани? Не. Зошто адвентистите од времето на Вилијам Милер се разочарале после 22. октомври 1844 година? Станале предмет на подбив, станале срам и брука, и повеќето од нив толку се разочарале што кренале раце од секаква вера. Некои се вратиле во своите поранешни деноминации, некои кренале раце од секаква вера, станале неверници и атеисти и отишле во свет. Зошто? Дали Господ сакал да се разочараат? Не, заради нивното неверување. Не сакале да веруваат во духот на пророштвото. Однапред ги отфрлиле духовните манифестации, однапред ги отфрлиле сите пророчки манифестации и затоа Божјата порака не можела благовремено да допре до нив. Сега ќе се подсетиме на тоа, значи бидејќи особено традиционалното христијанство сака да ја представи неделата како ден на радост, да видиме дали самите ученици и самиот Велик ден, значи денот кога Христос воскреснал од мртвите, дали самите ученици го поминале тој ден навистина во една голема делириумска радост заради преславното Христово воскресение? Не. Зошто не? Да видиме како се однесувале никој друг, туку самите Христови ученици во однос на овој најголем и најславен настан, Христовото воскресение, и во првиот ден од седмицата. Како се однесувале? Мејата сабота читавме последните стихови од Матеј 27 глава, како Христовите непријатели ги памтеле неговите зборови дека по 3 дена ќе воскреснам. А апостолите не ги памтеа. Зошто не ги памтеа? Како е можно Христос кажувал нешто предходно за време на својата јавна служба, и тоа, рековме колку скоро го кажувал тоа, дури и во средата пред крстот, 2 дена пред Пасха. Уште еднаш го повторил, но за нив или низ едно уво влегло, низ друго излегло, тоа што Христос го кажувал, или едноставно си го протолкувале поинаку, или биле дефокусирани со материјалната вредност на маслото. И едноставно заклучивме дека најголемата причина зашто не се сеќавале на овие Христови зборови е пред се затоа што за нив била неприфатлива неговата смрт. Самото пророштво, самата најава на неговата смрт е нешто неприфатливо. Биле робови на еврејската заблуда дека Месија не може да умре. Ако е вистински Месија, не може тој да умре, не може тој да доживее некое такво длабоко понижување и да биде убиен и така натаму. И по Христовото воскресение учениците продолжуваат да робуваат на некои еврејски заблуди, поточно фарисејските, бидејќи фарисејската идеологија, фарисејската религија и толкувања биле доминантни кај еврејскиот народ, и тоа е така до ден денес, така наречената рабинска религија или рабинскиот, традиционалниот јудаизам. Да отвориме во Евангелие според Марко,
16 глава, каде што Марко, првото историски хронолошки напишано Евангелие, кое што послужил како извор на другите. Што ни кажува Марко во врска со Христовото воскресение? Првите 8 стиха зборуваат за тоа како Господ, како ангелите поточно тука, иако во Јован ќе видиме самиот воскреснат Исус и се јавува на Марија Магдалена. Ке го прескокнеме тој дел. Значи, првиот стих вели Марија Магдалена, Марија Јаковова и Саломија, 3 жени, купија мириси за да дојдат и да го помазат Исус. Па на патот се зборуваа меѓу себе. Значи, толку рано отишле, вториот стих вели, во првиот ден од седмицата дојдоа на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето. Не се мислите кој термин. Кога изгреваше сонцето, оделе на гробот и веќе задоцниле, веќе било доцна. Толку рано, кога изгреваше сонцето, а веќе доцна. Што било доцна? Зошто било доцна? Затоа што Христос веќе воскреснал. Денес многу протестанти, особено на Запад, организираат така наречени Easter Sunday Services. Значи, за Великден организираат посебни богослуженија. Знаете во кој момент? Колку рано са баеле? При изгревање на сонцето. Поточно се викаат Easter Sunrise Services. При изгревот на сонцето. И тоа е предоцна. Дали Христос воскреснал тогаш кога изгревало сонцето? Не. Дали Христос воскреснал тогаш кога било зори, кога значи мугри нешто се гледало? Не. Знаете, овие православни попови од Грција кои што дебатираа на темата дали може да се слави Великден и во 21 часот, во саботата навечер, без да се чека полнок, реков дека тие, некои од нив, веднаш се потрудија да докажат дека според Библијата саботата веќе завршила со зајди сонце и дури 21 часот навечер веќе припаѓа на првиот ден од седмицата. Но не ви кажав дека во таа дебата што ја читав тогаш, пред големата сабота, некои од нив тврдеа дека ние, сака да каже, ние православните, значи ние општо, христијаните, ние и не знаеме кога точно воскреснал Исус. Значи сакале да кажат, важно е дека воскреснал во ноќта после саботата, ама не знаеме кога точно воскреснал. Значи до ден денес православието не знае кога точно воскреснал Исус. Дали знае, ние знаеме кога воскреснал Исус? Да, меѓутоа, што значи тоа? Гледаме дека жените оделе кон гробот многу рано кога изгреваше сонцето. И се зборува меѓу себе кој ќе ни го одвали каменот од вратата на гробот. Значи сега размислуваа за следниот проблем. Но кога погледнаа, видоа дека каменот е одвален, а тој беше многу голем. И потоа е средбата со ангелот и што ангелот нив ги информира. Во 7 стих вели: но одете, кажете им на учениците негови и на Петар, дека тој пред вас ќе отиде во Галилеја. И така натаму. 8 стих вели: штом излегоа, побегнаа од гробот, зашто ги опфати страф и ужас. Се разбира, средбата со ангел е доволна причина за страф и ужас. И никому ништо не рекоа зашто се плашеа. Сега, 9 стих. А Исус кога воскресна во првиот ден од седмицата, ама кога, тука не ни се кажува. Рано пишува. Колку рано? Се што знаеме е пред изгреј сонце. Така, според вториот стих. Пред изгреј сонце.
Но дали знаеме нешто по-конкретно од тоа? Да продолжиме. И се јави најнапред на Марија Магдалена, од која беше истерал 7 демони. Леле. Таа отиде и им јави на оние што беа со него и што плачеа и рида. Кои? Учениците. И сега, доаѓа Марија Магдалена и ги информира учениците дека Христос воскреснал од мртвите. 11 стих што ни кажува? Но тие, кога чуја дека е тој жив и дека таа го видела, не поверува. Апостолите Христови не поверува. Може би тоа е првата причина. Ајде глупости, женски памет. Видите, ова е дента кога Христос воскресна од мртвите. А се сеќавате бегство од затвор, дела 12 глава? Не само Христос одамна воскреснат, не само Духот Свети одамна на Педесетница, раниот дожд, не само веќе илјадници се крштаваа во еврејскиот народ и веќе почнало да се шири евангелието кај незнабожците. Значи, при самото Петрово апсење и Јаковово во Ерусалим од страна на Агрипа, кога ангелот го ослободува Петар од затвор и кога тој доаѓа пред врата на горната соба и слугинката ги информира останатите дека Петар тропа пред врата, како реагираат? Прво дека ова е луда. Луда ли си ти? Но, она што е интересно, ако се подсетиме, откако се уверија дека таа не е луда, односно дека стварно сведочи тоа што го видела, како тогаш реагира? Дали тогаш ја го прифаќаат фактот дека Петар е слободен, жив и здрав и се наоѓа пред влезната врата? Не, се уште не, туку мора да е тоа неговиот ангел, мора да е тоа некој дух што го зел Петровиот лик. Ако тоа било толку тешко за верување тогаш, колку пак е тешко за верување дента кога Христос воскреснал од мртвите. 12 стих вели, потоа им се јави во друг лик на двајца од нив по пат, оние за Емаус, за кој што Лука ќе потроши повеќе стихови да објасни, кога одеа в село, 13 стих, и штом се вратија, значи откако го препознаа Христа во нивниот дом, во Емаус, но тој и веднаш исчезна, и штом се вратија, ајде назад, нови 12 километри назад, пак во Ерусалим, за да им кажат на другите, како реагират апостолите на втората информација од Клеопа и другар му, дека Христос е воскреснат и дека тие го виделе со своји очи. Но и ним не им поверува. Значи, на жените не им поверува, на Клеопа и другар му повтор пат истата информација, а кога тоа се случи? Неделата веќе беше измината. Навечер. Да, Христос патуваше навечер со нив, им се придружил, значи. На патот до Емаус, еве ќе се преселиме таму, Лука, 24 глава, да видиме како Лука го објаснува Великден и реакцијата на Христовите ученици. Нема да го читаме целиот извештај за патувањето до Емаус, тоа е
во 24 глава од Лука, од 13-тиот па надолу со се проповета што Христос им ја одржал до 31-тиот стих, кој го им се отвори очите и го позна, но тој стана невидлив за нив. Сега, малку порано, на почетокот од главата, се зборува и тука, Исус рано во седмицата, од првиот ден од седмицата, многу рано, значи дојдоа жените многу рано на гробот, носејќи ги приготвените мириси, па повторно средбата со ангелите, да не губиме време на тој разговор. Шестиот стих да го читаме. Значи, прво прашуваат зошто го барате живиот меѓу мртвите. Шестиот стих, тој не е овде, а воскресна. Сетете се како ви рече дека додека беше уште во Галилеја, говорејќи дека синот човечки треба да биде предаден на луѓе грешници и да биде распнат и на третиот ден да воскресне. Третиот ден повторно, значи, она што Христовите непријатели многу добро го памтеа. Од Матеј 27 глава. И 8 стих вели, и се сетија на неговите. Дури тогаш се сетија на неговите зборови. Но Христовите непријатели, водачите на еврејскиот народ, не ги заборавија. Но дури во првиот ден од седмицата, жените на кои што ангелот им зборувал, кај Христовиот гроб, кај празниот гроб, се сетија на неговите зборови. 9 стих. Па штом се вратија од гробот, им го соопштија сето тоа на 11, значи апостолите, и сите други. 10 стих. А тие беа Марија Магдалена и Јоана и Марија Јаковова, заедно со другите. Тоа им го кажа, тие им го кажа тоа на апостолите. Како според Лука реагираат апостолите на ова информација од жените? 11 стих. И нивните зборови им изгледаа како лага и не им поверува. Интересно. Кога самите апостоли, тој сам Великден не веруваат во Христовото воскресение. Треба ли да се чудиме на остатокот од израелскиот народ кој што е неверен до ден денес? Видите што вели 12 стих. Значи, тие не веруваат дека Христос воскреснал од мртвите, но секако веруваат дека нешто од сведоштвото на жените е точно, имено гробот е празен. Значи, нешто се случило, ама што? Дека воскреснал од мртвите не доаѓа предвид. Петар стана и отиде бргу до гробот, па кога се наведна, го виде внатре само повојот. И што вели сега последната реченица? И се врати, чудејќи се сам во себе, овој превод вели заради оно што се случило. Но, Караджич вели, малку и вицкаст старосрпскиот јазик. Ја би сакал да го прочитам преводот на Караджич за овој 12 стих. Вели тука, а Петар уставши отрча ка гробу и видие саме халине где леже и отиде чудечи се у себе шта би. Значи, Петар со своји очи го гледа гробот празен, Христовиот повој издиплен, и се враќа вчудовиден и се чуди во себе што се случило. Што се случило? Што можело да се случи? А тоа што жените пред тоа им го кажа,
Тоа им изгледаше како лага и не им поверуваа. Во Марко прочитавме дека и двајцата од Емаус, кога се враќаат во Ерусалим и ги известуваат останатите дека го виделе Христа, воскреснат, жив, дека и ним не им поверуваа исто така. Сега, кога Исус веќе им се појавува на сите тие, на сите нив, апостолите, во Ерусалим, 36 стих. Додека тие уште зборуваа за тоа, самиот Исус застана среде нив и им рече мир вам, односно шалом. А тие така збунети и уплашени, че го гледаат Христа сега пред нив, со своји очи. Еве, не им веруваме на жените, не им веруваме на партискиве другари од Емаус. Ние и понатаму сме неверници со партиска книжка. И на своите очи не им веруваме. Комунистите може да ни носат вода, бидејќи тие велат да видам, па ќе поверувам. Со своји очи го гледаат Христа воскреснат во неделата навечер, зајдено сонце, поминат отиден Великден, поминат во неверство од нивна страна. И иако го гледаат Христа пред нив, се уште не веруваат, збунети и уплашени, помислија дека гледаат дух. Значи, се уште не е прифатливо дека Христос воскреснал од мртвите. Туку првата логична интерпретација, првото логично толкување на тоа што нивните очи го гледаат е дека гледаат дух. Христос е се уште мртов, но сега неговиот дух, неговиот безтелесен дух ни се појавил и го гледаме. Какво робство на еврејските, на фарисејските верувања. Се е прифатливо. Дури и дека духот негов после смртта шета и може да ни се појавува. Така верувале евреите, фарисеите, така верува мнозинството христијански свет. Само не дека воскреснал од мртвите, тоа е многу неприфатливо. Тоа е многу соблазнително, тоа е многу нелогично. Како е тоа можно? И Исус им вели, што се плашите и зошто такви мисли влегуваат во срцата ваши? Видете ги рацете мои и нозете мои. Јас сум истиот, допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски. А како што гледате, јас имам. Ова веројатно било се уште премногу тешко за прифаќање, за реалност, па затоа и поборал да јаде нешто пред нив, не затоа што бил гладен, туку затоа што сакал да им покаже колку е реално неговото воскресение. Колку е реално неговото тело. И јадеше риба печена и мед од саки. И сега ќе се преселиме кај Јован. Да видиме како Јован не известува за Христовото воскресение и реакцијата на учениците во врска со истото. Јован своето Евангелие го пишува многу подоцна, кон крајот на првиот век. Значи, и Ерусалимскиот храм не постоел повеќе од 2 децении. Ерусалим самиот бил разурнат,
од првото еврејско востание. Јован во својата старост дури помина целата негова робија и искушение на островот Патмос, сите визии од откровението. При крајот на првиот век, Јован го пишува своето Евангелие. И само тој не известува дека Исус, претходниве дека ангелите им се обратиле на жените и ги известиле за Христовото Евангелие. Но Јован не известува дека самиот Исус и се појавил на Марија Магдалена таа недела наутро и таа прво помислила дека е градинерот. Но потоа го препознала. И затоа, ако се сеќавате кога читавме во Марко, таа се вратила и им кажала, значи, дека Христос воскреснал, дека го видел, дека жените го виделе. Че не било само сведоштвото на ангелите, туку Исус им се појавил, го виделе и на тоа нивно сведоштво од прва рака апостолите не верувале. Го виделе. Меѓутоа, Јован не го споменува неверувањето на апостолите од некоја причина. Но споменува нешто друго, што другите евангелисти пред него не го споменуваат. Да. Почнуваме да читаме од 24 стих. А Тома, еден од 12, наречен близнак, всушност тоа значи Теома, значи близнак на арапски, на арамејски, не беше со нив кога дојде Исус. Значи, тој прв велик ден, иако денот веќе беше изминат и поминат во неверство од страна на учениците, во големо, може да речеме, партиско неверство од нивна страна. Исус им се појавува вечерта дури и после Емаус на сите апостоли во горната соба во Ерусалим. И тогаш им било тешко да прифатат дека вистински Исус стои пред нив, со тело и коски, не само како дух. Но конечно ја прифателе таа реалност, но таа вечер Тома не бил со нив. И 25 стих вели, другите ученици му рекоа, го видовме Господа. Како сега реагира Тома? На Тома сега и Сталин, и Мао Цетунг, и другарот Ленин може вода да му носат. Додека не ги видам раните од клинците на рацете негови, и не го ставам прстот свој во раните на клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. И до кога Тома така не верувал? По 8 дена, значи следната недела, според еврејското сметање. Значи, денес, како денес, второ првата сабота, значи утре. Значи, предходната недела вечер Исус им се јавил, а целиот тој велик ден го поминаа во неверување. Од недела вечер до денес го нема видено повтор пат и дури утре повторно ќе им се појави, кога и Тома ќе биде со нив. Затоа утрешниот ден во православниот календар се вика Томина недела. Или Свети Тома. Утре е Свети Тома. Томина недела. Како тоа звучи? Свети Тома неверниот. Како тоа би звучало? Како Свети Трифун пијаницата, што го направија пијаница. Неверниве православци го направија пијаница. Свети Трипуна.
Зошто апостолите беа толку неверни? И да не читаме сега, да знаеме што Господ му рече на Тома, кога повторпат им се јави. Далеко од тоа Великден да бил радосен ден за учениците, кога тие самите беа големи неверници. Заслужува не партиска книжка, туку директно челни места во политбирото на Централниот комитет. Според своето неверство, според својата реакција дури на првите сведоци на воскресението. А за Тома, архиневерникот, дури сведоштвото на овие довчерашни неверници, кога тие сведочеа дека го виделе, и он не сакал да верува, не додека види, туку додека допрам, додека фатам, нема да верувам. И тука Господ го кажува големиот благослов, што не се однесува за Тома и не се однесува за останатите апостоли, туку за сите нас до ден денес, кој што не се однесува дури ни на апостол Павле, кој што го видел воскреснатиот Господ, не се однесува ни на оние 500 сведоци од првиот век, кој што го виделе жив воскреснатиот Исус по неговата смрт. Се однесува на сите нас, кои што во сите наредни векови до ден денес никогаш не сме го виделе Исуса. Никогаш не сме го виделе Исуса воскреснатиот, а сме поверувале. Од овие извештаи, па дури од првите глави на делата апостолски, согледуваме дека апостолите биле многу длабоко заразени со еврејските предрасуди од нивно време. Со верувањата на фарисеите, со дури кога се работело за крштавањето на првиот незнабожец, нели, требало ангели да ангажира Господ за да ја разбијат предрасудата во умот на Петар, да може да отиде да влезе во римскиот дом, да разговара, да седи на трпеза со тие луѓе. Значи, до вчера ги сметал за кучиња, за стока, за нечисти, сите пагани, сите незнабожци. 3,5 години откако Светиот Дух ги просветлил на Педесетница, апостолите се уште робуваат на некои еврејски предрасуди, на некои фарисејски верувања. Колку тоа било длабоко вкоренето во нив. Затоа им било толку тешко да ја прифатат реалноста на Христовото воскресение. И затоа гледаме дека апостолите не беа пример за вера. Дури ни на самиот ден Великден, дури откако Христос воскреснат им се појавил во горната соба. Но блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Блажени сте сите вие што не видовте, а поверувавте. И да даде Господ таа вера, да ја задржиме во нашите срца, бидејќи ако ја задржиме и издржиме до крајот, без оглед дали живи ќе го дочекаме или ќе бидеме починати до тогаш. Едно е сигурно, никогаш не сте го виделе до сега, да даде Господ на денот на неговото доаѓање, да го видите. Да го видите, но не како другиве, обземени со страф и ужас, туку кога ќе го видите, да се зарадувате. Нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме уште еднаш на нашите колена за твојата голема милост и благодат. За твојата голема љубов кон нас, што си го испратил твојот возлюбен син.
да пострада за нас, за сите наши гревови и беззаконија. Неговата вера, неговата праведност наместо нашето неверување, маловерие и грешност. Те молиме, Господи, прости ги нашите гревови, според заслугите на Христовата крв. Очисти ги нашите души со Духот Твој свети. И дај ни во нашите срца вера, силна вера, чиста вера, Христовата вера, која што поместува и планини. Благослови ги сите наши браќа и сестри кои што не гледаат по интернет или се отсутни на пат. Мнозина кои што се разочарани, обезхрабрени, обезверени во светот. А посебно те молиме за нашите болни, те молиме за сестра Катица и брат Стојан, кои што беа споменати, брат Ацо и сестра Марија, сестра Стевка. Најмногу те молиме за сестра Мимица. Нека Твојата благодат биде во нивниот живот, овој саботен ден. А за тоа те молиме и ти благодариме во Христово име. Амин.